пример има многу луѓе што заминуваат за екзистенција, да ги подобрат своите финанси. Кај мене беше повеќе од револт. Прво заминав во Австрија, преходно одев на сезонски работи. Јас со моето неформално образование имам далеку повеќе прочитано книги и научен и сум научил за економијата и за финансиските пазари него завршување на факултет. Ние генерално во крипто светот сме на опашката во светот. Најдобро кажано, од 200 земји, само 30 на земји нема никакви регулации, ние сме тука. Добро дојдовте во новата епизода на Bizcast. Во оваа епизода зборуваме за нешто ново, нова технологија, крипто, колку е важно криптото, а со кого, ако не со некој кој што многу добро ја познава таа индустрија. Го имаме за гостин Дарко Симуновски. Добре дојде, Дарко. Здраво, Петар, добре ме најдов. Мило ми е и задоволство ми е што сум кај вас на подкаст прв пат. Се надевам дека ќе имаме добра епизода со добар разговор, бидејќи и ти самиот напомена пред подкастот дека прв пат гостуваш на ваков тип. Да, прв пат, да. И честито ја гледам вашата професионалност. Браво, само напред. Благодарам. Се надевам ќе ја оправдаме во текот на епизодата. Кажи ми, од каде Дарко во светот на инвестиции, берза, крипто, како мал што си сакал да бидеш? Знаеш како, во животот имаме фази, сите поминуваме низ тие фази и во текот на тие фази можеме да имаме различни желби, различни идеи, што би биле, што би правеле во иднината, но со тек на време едноставно тие работи стануваат појасни и на крајот на денот многу луѓе завршиле каде што најмалку очекуваат. Јас лично не сум изненаден што заврши вака со оваа професија, да кажам, затоа што тие почетоци ми се од дете, доста презедов знаење од татко ми, Никола Симуновски, тој беше финансиски директор, шеф на сетководство во РЕК Костолмеј Кичево, така да почетоците уште за финансии, што е пари, што е фиат валута, дали треба да се штедат фиат валути или треба да се инвестират, тие ги имам тие основи уште од основна школа, од татко ми. А потоа, например, во текот на средното образование, факултет, универзитетското и слично, како се заинтересира малку подлабоко, бидејќи во финансиите, берзите и не са за некој кој што е во тие години, тинеџерски. И реално, знаеш, генерално ако зборуваме економијата, финансиите е досадна тема. Генерално зборуваме, нели, за повеќето луѓе, да бидем искрени. Малкумина се тие луѓе што стварно се интересираат за тоа. Како што ти спомнав, јас интересот за економија, за финансиски средства ми е од дете. Инаку интересно што јас кога завршив општа гимназија во Кичево, јас сум кичевчанец по потекло, не живеам сега во Кичево, но прво имав, нели, општа гимназија, после тоа се запишав на педагошки, сосема случајно, затоа што бев во ситуација каде што секој еден средношколец се наоѓа во таа ситуација кај нас, поконкретно тука во Македонија, поради тој наратив од повозрасните, од преходните генерации дека треба нешто да се оди на факултет, треба нешто да се студира и знаеш кога гледаш тие работи, реално 90% од учениците не се сигурни што сакаат да бидат, затоа што сепак тоа е уште рана доба на секој еден човек каде што може екзактно да одлучи што би сакал да работи, што би сакал да биде. Така да јас бев втурнат во тоа дека треба да се оди некаде на факултет и покрај тоа што не бев сигурен што сакам, се размислував за економија, за економски факултет тогаш, кога завршив средно, но не се запишав затоа што татко ми беше одличен економист, ја разбираше материјата перфектно, но неговиот пример ми беше лош. Зошто го велам ова? Затоа што татко ми сепак работеше за плата, без разлика што беше директор, без разлика што беше повисока функција, да кажам,
сепак на крајот денот тој работеше за плата. Јас го имам тој предприемачки дух уште од дете и токму поради тоа во тој момент не можев да се видам во економијата како смотководител. Искрено јас не сакам репетативни работи, не сакам нешто што постојано константно се повторува едно исто. Сакам работи каде што потребно е креативност, потребна е анализа, нешто каде што има предизвици, така да во тој момент тогаш се запишав на педагошки Битола, после тоа се префрлив во Скопје, се занимавав приватно, работев, се снаоѓав како студент, било што работев, се снаоѓав и истовремено студирав и еве ме сега после 20 години повторно се запишав на факултетот бизнис економија во Скопје и едноставно сакам да ја имам дипломата. Сакам едноставно да го официализирам моето знаење онака со диплома. Така да во тој дел на едукацијата како дојде и како беше. А кои се твои први работни искуства, бидејќи сега напомена дека како Така. малку помлада личност, Да. си работел се што за... Да, па мојата прва работа беше во угостителство, уште бев средношколец. Сакав јас инсистирав да работам, така да, значи од 12 години јас работам. Работев во угостителство. Стандард, нели, што би работел како млад. Така да, и тука исто така го засакав угостителството како дејност и доста време се занимавав со тоа после тоа, али генерално, значи, секоја една работа си има своја убавина, но сватив дека едноставно најдобриот начин е да се земе да се користи и да се земе во advantage, како би дошло на македонски, во предност, да се земе предност било која дејност да се работи како предприемач. И смитам дека тука можноста за раст е многу поголема него само за плата. И искрено ти кажам, имав обиди за угостителски објекти, водење на таков бизнис, угостителство, порано, пред можеби, што знам, 20 и неколку години. И едноставно сметам дека тоа е најдобар начин како предприемач. Сум се обидел за други бизниси, одамна се занимавав во светот на модата, се занимавав со манекенство, бев во Црнокрак во првите модели, машки модели тогаш, на тоа време. Малку почнав и со тоа, но меѓутоа сите тие обиди беа кратки од тих услови, ситуации што се случиле во одреден момент, но меѓутоа јас не престанав со пробување и тоа е тоа. Значи сметам дека секој еден треба да се обидува. Значи начинот и патот до успехот е преку порази. Мора да бидеш поразен за да дојдеш како победник. Мора неколку пати да опомениш тоа. Секој еден што се занимавал со било каков бизнис, сигурно не бил успешен од старт. И најбитното е нештото да сакаш да работиш на крајот на денот, без разлика што и да е. Кога нештото, тоа што го работиш, навистина го сакаш, тогаш навистина е многу полесно и ефектот е многу посилен. Сега ме заинтересира кога напомена дека си бил модел, тоа не сум го знал. Има ли пари во манекенството? Не, нема. Од колку отприлика се движеа во тоа време плаќањата? Во тоа време јас кога бев во нашата најпозната модна агенција, на тие што беа нови модели буквално ништо не им се исплаќаше, само празни ватувања. На тие што беа популарни модели, да кажам, тие има одредени хонорари на снимање на реклама. Во тој бизнис едноставно е тешко да се избие на врвот, затоа што зависи од други луѓе, не зависи само од тебе. Не кога веќе нешто правиш, примери добар си во тоа, едноставно други се тие што одлучуваат колку можеш да одиш нагоре во тој бизнис.
тоа е една работа што не ми се допадна и затоа престанав со тоа. Али сепак тие што успеале на врвот, тие што се горе, навистина може да заработуваат доста респектабилни суми. Зборувам за Европа и за светот. Кај нас во Македонија тоа секогаш беше на граница на професионалност и аматерство и така да тоа го согледав уште тогаш и затоа се тргнав од таму. Се обидов и јас се обидов тогаш нешто сам да направам. Имав екипа, 14 девојки, исто со 20 дечки заедно. Правевме неколку така интересни настани, но Партнерски? Но? Партнерски работевте? Да, партнерски работевме, им понудив на сите дека колку што ќе има, ќе ги поделиме сите. Мојот пристап беше поинаков и така да имаше интерес, но меѓутоа, како што ти кажав, сепак за секоја една работа за да биде успешна, треба искуство, треба знање, треба добра припрема и тоа јас тогаш го немав. Така да, али сепак се радувам за моето искуство, за секое искуство. И се радувам за секој еден пораз што ме направил попаметен за да можам да дојдам до други победи. Така да треба тоа да биде така треба да гледаат сите на тоа. По завршувањето на кариерата во моделството, каде продолжуваш понатаму? После продолжувам искрено заминувам странство, затоа што тогаш како млад човек бев изфрустриран од начинот на менаџирање на нашата држава, на сето тоа што се случува. За жал и денес не е нешто многу променето. Искрено заминав повеќе од револт, за разлика што има многу луѓе што заминуваат за екзистенција, да ги подобрат своите финанси. Кај мене беше повеќе од револт. Прво заминав во Австрија, преходно одев на сезонски работи, значи како млад дечко одев во Хрватска, одев во Црна Гора на сезонска работа, после веќе во 2013 се пресели во Австрија, во Виена. Го искусив тој живот на метропола во Виена, прекрасно место за живење. Сега работите се сменети поради одредени политики што ги водат, но меѓутоа тогаш стварно во тој момент можеби тоа беше најдобрите денови пред да оди во надолна линија цела ситуација со Европска унија. Живеев во Австрија до 2016, после тоа се префрли во Швајцарија. Швајцарија живеев до 2020 година и после тоа бев кратко само до Шпанија. И Шпанија секако останува една од моите дестинации. Имам нешто таму, одам често, али не за работа онака, значи како мое второ место на живење, поточно Канарски острови, Гран Канарија. И сега влегуваш во светот на берзата, инвестициите, криптото, сепак ти многу порано си навлезен во берзата. Колку години се занимаваше со берза? Јас почнав да се занимавам со берза од првите мои акции, без разлика во текот на мојот живот, без разлика со што и да се занимавав, јас секогаш бев инвеститор, секогаш инвестирав. Првите мои акции беа во 2003 година, Алколоид акции, тогаш чинам дека беа околу 1500 денари, 1600 денари една акција, во споредба денес таа акција вреди 30.000 денари. Така да почнав од тука, после тоа веќе од 2009-10 почнав да редовно тргувам Форекс, исто така на странски берзи, затоа што во Македонија, кога станува збор за странските берзи, луѓето нема можност да одат на странски берзи до 2019 година. Но меѓутоа, тие што преходно го правеа тоа како мене, мораа да користат странски платформи за да можат да тргуваат на берзи. На кој начин се одвиваше тоа додека не се доби можности и од овде да се тргува? Странство, кога отидов странство, тогаш почнав редовно со тоа, кога заминав Хрватска, видов дека има таму други можности, платформи што таму ги користат, потоа продолжив во Австрија, на австријски платформи што се занимаваат со тргување на берзи и продолжив се до тоа редовно да го правам, се додека не се запознав со криптото
и кога се добро се запознав со криптото, лека по лека почнав да ги оставам да ги оставам берзите за мое портфолио и да се префрлувам во крипто, се додека не дојдов до момент како сега каде што сум 90% од мојот капитал е во крипто и 10% во комодитети. Така, интересно. Сега, од каде е таа твоја финансиска писменост за да инвестираш во берзи? Од каде црпеше цело време едукација? Да начнеме подобро темата со берзите, па да се префрлиме. Така. Јас сега ќе кажам една квота од Исак Асимов. Исак Асимов, научник, има една многу убава изрека дека фактички неформалното образование е правилното и вистинско образование. Зошто тоа го кажувам? Затоа што кога си во пат на неформално образование, тоа е нешто што ти треба, нешто што те интересира, нешто што сакаш да го учиш, и фактички резултатите се далеку поголеми, подобри резултати имаш кога учиш на тој начин, затоа што системот, школскиот систем има доста мани. Факт е дека е потребен, факт е дека добро е секој да има школа и образование, но меѓутоа има системски проблеми. Пример, бодувањето, оценки ставање е многу погрешно, затоа што не секој разбира со иста брзина. Не секој има интерес за иста тема. Некој сака математика, некој не сака математика, некој сака општествени науки. Така да, значи, начинот на образованието дефинитивно треба да се промени ако сакаме да направиме спремни генерации за понатака за иднината. Така да, тргнувајќи од тоа, можам да заклучам дека јас со моето неформално образование имам далеку повеќе прочитано книги и научен и сум научил за економијата и за финансиските пазари него завршување на факултет. Затоа што има милиони луѓе што веќе завршиле во економија, одсек финанси, голем дел од нив не се инвеститори и не ги разбираат процесите во економијата. Зошто? Затоа што, како што кажав, системот не е баш како што треба да биде, со бодувањето, со сите тие работи, затоа што сите ние сме различни индивидуи, имаме различни карактеристики, имаме различни, да речам, афинитети, така да не можеш да ставиш да генерализираш сите во едно купче. И затоа, пак ќе кажам, неформалното образование е многу битно, особено денешно време. Јас го фатив и времето каде што немаше интернет, немаше информации, па имавме интернет, ама немаше доволно информации, додека не се наполни цела датотека со информации. Така да, значи, денешно време за мене е несватливо млади луѓе, било кои повозрасни луѓе, да не се едуцираат, а имаат сена дланка. Значи, несватливо е за мене, така да јас го зедов во мој прилог. Искрено ти кажам, имам доста сертификати онлайн, курсеви што сум ги завршил и за економија, и за крипто, и искрено ти кажам, сум научил многу повеќе од тоа него некој што одел на факултет долги години, но меѓутоа, како што кажав пак, неформалното образование ти дава таа слобода, да можеш сам ти да одлучиш кај сакаш да одиш и што сакаш да учиш. Така да, тоа е мојата приказна и искрено, јас лично имам навистина голем интерес да учам, постојано учам, никогаш не престанав со учење. Тоа никогаш не сум го... Едноставно имам потреба нова информација. За мене е изгубен ден ако немам нова информација. За разлика од повеќето луѓе се занимаваат со животите на другите луѓе. Јас сум човек каде што мене ме интересира технологија, ме интересираат тие мои гранки што ме интересираат. Многу следам технологија, следам економија, тоа ме интересира секојдневно, се надоградувам, читам, учам,
од тие што се подобри, поуспешни и се трудам да бидам можеби и поуспешен од нив, од тие што учам. Затоа што има една изрека, учителот е добар тогаш само кога ученикот ќе го помине. Така да имам добри учители во тоа. Да. Кој може да се нарече инвеститор во денешно време, бидејќи имаме многу луѓе кои што само со тоа што инвестирале стотини евра во крипто берза или било каде и готово, од денес јас сум инвеститор. Да, убаво прашање. Инвеститор е пред се некој што го има тој потребен мајндсет. Потребно е прво, се почнува од тука. Се од тука почнува. Прво мора да се има мајндсет, да се има една визија. Таа визија треба да биде далековидна, треба да гледаш понапред на работите. Кога влагаш во инвестиции исто така, најосновно нешто е што мора да се едуцираш. Затоа што тука се вложуваат пари. Така да сосема логично е и треба секој тоа да го прави, но за жал 99% луѓето тоа не го прават. Сметам дека секој треба прво да се едуцира, да знае што е акција, што е обврзница, што е комодитет, што е криптовалута, каков тип на инвестиции се и така натака. Значи има за тоа доста литература. Мислам дека најосновното нешто за да се биде инвеститор е прво едукација, основна едукација. Не мора значи дека некој треба сега да станува експерт или да завршува факултети за тоа. Доволно е 2-3 книги да се прочитаат и да се свати материјата во основата. Така да, тоа е првото што би рекол. Како што кажав, мајндсетот, тоа е најбитно. И мора да гледаме подалеку, затоа што инвестицијата не е од денес за утре. Тоа што многу луѓе денес сакаат да шпекулираат. Сакаат да шпекулираат и сакаат да се коцкаат. Сакаат да се коцкаат, но меѓутоа не е возможно да се биде инвеститор и да се биде успешен во тоа ако сакаш да шпекулираш. Едно со друго не оди. Или си инвеститор, знаеш што правиш, ако не знаеш што правиш, треба да се консултираш со некој што знае што прави. Тоа е едниот начин и другиот начин е тоа што повеќето го прават, не учат ништо, шпекулираат, слушаат јутубери, јутуберите слушнале од други јутубери, им пренесле и тука е проблемот, затоа многу луѓе денес губат, особено во криптото, затоа што криптото е сепак нешто ново, релативно ново и е потешко да се дојде до литература, соодветна литература и извори на едукација, затоа што има денешно време, посебно во крипто пазарот, премногу се шпекулира, премногу има лаги, невистини и полувистини, што се изнесуваат константно во најпознати медиуми што се за крипто. И тоа е збунувачки за доста луѓе, но сепак ако се бара правилниот начин, може да се дојде до правилниот начин, а тоа е со учење од правилни извори и мајндсетот пред се, апсолутно. И сега, колку се виновни медиумите, не само во Македонија, збораме глобално, за мајндсетот на луѓето врз база на тоа што значи криптото, каква функција има криптото наспротив фиатот, односно физички достапните пари. Кај се медиумите во целата приказна? Така, мејнстрим медијата е, за жал, буквално го сатанизираше сатанизираше крипто индустријата, постојано имаше напади, едно од најпознатите неточни напади, дека наводно криптото било користено за криминал, за перење пари. Јас тука како криптоексперт можам одговорно да ти тврдам дека тоа е апсолутно неточно, затоа што најлесно се следат трансакциите на блокчейн мрежа. Криптовалутите постојат на јавни, отворени блокчейн мрежи. Тие се отворени датотеки и со тоа може секоја една трансакција да биде следена. Така да тие приказки што мејнстримот сака да ги наметне и ги наметнува, сега гледам малку лобовување во последен период, но меѓутоа до последно беше буквално хистерично против криптото.
Тоа е затоа што тие беа тие имаат спонзори, нивните спонзори се најголем број се банки. Банките беа буквално исплашени од криптото кога излезе, поконкретно од биткоин. Но со тек на време, како што иде едукација, како што тие луѓе се едуцираат, лека по лека се подобрува таа ситуација. За разлика од алтернативната медија, тука кај криптото имаме пак друг проблем, каде што не е напаѓано, но меѓутоа премногу има шпекулации, премногу има лаги што се пласираат или се форсираат беззначајни меме токени или некои такви слични шпекулативни идеи и луѓето и фактички луѓето од една страна имаат мејнстрим примаат негативност према криптото, а од другата страна алтернативната медија ги избунува. И тука сме моментално медијски и уште не е тоа решено. Се додека не дојде на ниво каде што во основна школа, во средна школа и на факултет се изучува за блокчейн технологија и за криптото. И сметам дека кога ќе дојде тој момент, а ќе дојде прашање на време, тогаш после неколку години на луѓето ќе им се разјасни тие работи, ќе разотидат тогаш тие облаци и ќе стане многу појасно и повидливо што е уствари криптоиндустријата. А јас тоа го пишав во мојата книга Фундаменти на криптоиндустријата. Едноставно тие се нова класа на финансиски средства. И само сакам да направам еден пример интересен. Во 19-тиот век, краја на 19-тиот век и почетокот на 20-тиот век, преходно на берзи било тргувано само врзници и комодитети. Злато, сребро, нафта. Кога дошле со новата класа на финансиски средства тогаш пред 100 години и повеќе, тоа биле акциите. Тоа значи дека ти можеш да земиш удел, акција, значи да имаш ти удел од одредена фирма, компанија. Во тие 2 децении, 3, сите тие што тргувале со акции биле третирани дека буквално се коцкаат. Буквално дека тоа е балон, дека ќе пукне, нема логика и така натака. Да. Али ете, таму сме кај што сме. Овие наследни пазари на акциите тежат околу 150 трилиони маркет капитализација американски долари. Така да ние сме со криптото тука некаде, би рекол, каде што бевме во 30-тите со акциите. Уште сме на почеток, но меѓутоа не е јасно. Но сепак приметувам дека сега тие што беа најпротив, тие се првите што најмногу купуваат. Идемо во таква ситуација моментално. Тоа е главно за медијата што ме праша за крипто. Сега, пред некоја година имавме кај нас во Македонија сензационалитет, копање крипто, рударење. Што значи тоа? Како се прави пара од копање на криптото? Кој ќе ни ја даде така? Еве, ја ќе земам да копам крипто и сега некој ќе ви рече браво, Петар, ти си добар рудар. Еве ти некој денар, некој долар, немам поим. Така. Денешно време крипто рударење 99% се одвива во биткоин мрежата. Има уште 1% на рударење, зборувам сега за глобално рударење како поим, како употреба. Значи тоа е најголемиот процент на биткоин се случува на биткоин мрежата, другото се случува уште во неколку други криптовалути, пример како Litecoin, Monero, има други помали Ravencoin, Ethereum Classic, но меѓутоа тие другите скоро и не се исплатливи. За разлика кај биткоин мрежа исплатливоста може да постои, затоа што сега е доста вивната цената на биткоин. Може да биде исплатливо ако имаме своја енергија. Во тој случај може да биде исплатливо. Во спротивно би биле на работ на исплатливост.
Зошто го велам ова? Затоа што за да се направи таа операција, да се прави тоа редовно, потребни се почетни инвестиции. Еден само рудар да земеш за биткоин, отприлика 5-16 до 25 илјади долари. Во замислност на колку моќност има во терахашови за мајнирање. Значи, таа е првична инвестиција, па после имаме дополнителна инвестиција, како што се кулери и сето тоа што е потребно за да функционира, и исто така одржавање на таа опрема. Затоа што тие кулери, мајнерите треба да работат 24/7 и може да се случи и дури прегорување, се случува и тоа. А најчесто и најбрзо што се случува е кулерите да прегоруваат, така да треба одржавање на таа мрежа, зависимост кој како ќе почне, но на крајот на денот тој трошок што би го имал кога би плаќал струја, ако може да се тргне, во тој случај би било испатливо. Инаку би било на работ на испатливост. И само да објаснам за тие што не се запознаени, накратко и вако општо да објаснам што е уствари рударење, да појасниме кај биткоин. Рударењето уствари во принцип е сите тие што рударат, тие обезбедуваат мрежата и ја прават мрежата да биде посигурна. И исто така со рударењето тие овозможуваат транспарентност на мрежата. Што значи тоа? Значи, ако јас сега ти пратам од мојот паричник, дигитален паричник, на твојот дигитален паричник, делче од биткоин, сатоши, без разлика колку, додека се случува таа трансакциите, во случајот нашата трансакција и други трансакции што се случуваат во ист момент, одат во блок, се потполнуваат блоковите, кога ќе се потполни тој блок, се додава на веќе постоечкиот блок на синџери. И затоа иде од тука името блокчейн, односно блок синџир. Тоа оди во линеарно, како што оди времето, оди само напред, нема враќање на трансакција, не може да има никаква измена на самиот блокчейн и поради тоа ни дава нас сигурност, транспарентност, децентрализираност, сето тоа благодарение на мајнерите, затоа што е доказ на работа. Така се вика тој консензус, proof of work, доказ за работа. И фактички со тоа мајнерите, затоа што добиваат награда што ја осигуруваат мрежата, тоа е фактички на секој блок има награди и тој блок на награди во биткоин се намалува на секој 4 години. Фактички тие се наградени што ја осигуруваат мрежата, а ние како корисници можеме да се осигураме дека најсигурна мрежа што постои на светов е биткоин мрежата и дека можеме да се осигураме дека кога ги чуваме средствата во нашиот дигитален или хардвер паричник, можеме да осигураме дека тие средства се посигурни од било која банка во светот. Како да бидеме сигурни дека тие се најбезбедни, бидејќи не се знае ни кој е основачот на биткоин? Се знае Сатоши, но кој е Сатоши? Која е твојата теорија како е создаден биткоинот, како дел од криптото, како водечка валута моментално? Има тука многу теории, јас не би наблегол во теории кој би бил. Моje мислење е дека е групација, затоа што сето тоа да се постигне не може еден човек, дефинитивно. Факт е дека се групација. Веќе, види, знаеш, една многу битна работа пред да дојдеме кај биткоин, да не бришеме историјата, да ги подсетам гледачите, ние имаме една еволуција на cyberpunks. Cyberpunks постојат од 80-тите години. Тие се програмери, хакери, значи луѓе што буквално перфектно го разбира материјата. И тоа се тие обиди за електронски кеш одамна постојат. Има многу обиди. И едни од главните контрибутори за биткоин, за развивање на биткоин мрежата, како Забо, како Андерсен, Фин,
има оннив програмери што веќе во 80-тите и во 90-тите се обидувале да направат електронски кеш. Но секогаш доаѓале до еден проблем. Тој проблем бил проблемот на дупло трошење. Што значи тоа? Дека јас не можам самиот леџер, самата датотека да ја изменам. И на некој начин секогаш се случувало повторно да може фактички народски кажено фалсификување на трансакција, дупло трошење. И тој проблем не можеле никако да го решат. Тоа бил единствениот проблем. Ако се решил тој проблем, ние ќе имавме порано биткоин. Ќе се случеше многу порано, ќе се викаше поинако, но меѓутоа ќе се случеше порано. Но меѓутоа тие не можеа да го решат тоа. Со идењето на Сатоши Накамото, псевдонимот за таа организација, го решава тој проблем на дупло трошење. И со тоа е креираат блокчейн мрежата на биткоин. И фактички со тоа исто времено даваат солуција за проблемите на финансискиот систем. И тоа е многу круцијално, затоа што во финансискиот систем што живееме, воден од фиат валути, генерално секоја централна банка може да се испринта по нивна волја. Владата ако сака екстра да троши, има добри ветувања за граѓаните, може да си по нарачка да испринтаат пари, да исполнат таа популистичка политика, пример. Добро, може нели овде да се случат и други финансиски проблеми по економијата на државата? Да, може и ќе зборуваме за тоа, да. Дефинитивно. Но меѓутоа сепак тоа го гледаме, се случува. Поново и поново се повторува. Затоа што самиот систем е трул. Значи не е совршен, има проблеми. Не дека е лош, окей, но меѓутоа може многу да се подобрува тука. Но како што стојат работите, не верувам дека тука ќе се промени. И сега поентата што е на биткоин и на таа организација наречена Сатоши Накамото. Тие даваат солуција после големата финансиска криза, после падот во 2008, во 2009 го пуштаат биткоин веќе во оптек каде што луѓето можат да тргуваат со биткоин. Затоа што тие или тој како и да е, и во белата книга на биткоин Сатоши објаснува што е визијата. Визијата е многу јасно, кажува дека време е луѓето да ги земат своите финансии во своји раце и им се дава можност прв пат во историјата на постоењето на човештвото некој вистински да поседува одредено финансиско средство. Тоа не е возможно со ниедно друго финансиско средство. Тоа како економист ви го тврдам. И тоа го решава со биткоинот, со појавата. И таа е таа револуција. И на крајот на денот, не е битно кој е направил. Еве едноставен пример. Ако одиш во еден парк, пример, се шеташ, одиш во парк, и ако тој парк е добро направен, добро уреден, дали ти ќе се грижиш кој го направил тој парк и ќе прашуваш кој го правил? Искрено не. Евентуално ако не сакам за мене некој. Така да, значи кога ќе тргнеме од таа, битно е што е направено и како е направено на крајот на денот. Најмалку битно е за мене кој го направил, искрено. Има секакви теории, има позитивни и негативни, но на крајот на денот не е битно, битно е што е направено. Оти ова што е направено е оставено за цело човештво. Но меѓутоа, тоа е веќе друга тема, луѓето испуштија таа прилика и сега ја има во една друга трансформација. Со цел финансиски систем и финансиски средства. Така, сега доаѓаме до ситуацијата зошто криптото е подобро од кешот, ајде фиатот. Збор вистинските пари, како што ги нарекли сите. Да, фиат валутите, народски луѓето што кажуваат пари, тие имаат своја намена. Нивната намена е за да купуваме и да разменуваме стоки и услуги. Точка. Тука завршува се. Секој еден што учел за финансиски средства, што учел економија, знае дека фиат валути не се за штедење.
А кај нас имаме ние друг менталитет тука на Балканот, затоа што идеме од комунистичко општество. И се сеќаваме сите добро, можеме тоа наследно оди. Бабата штедела, дедото штедел, после татко ти кажува, мајка ти кажува штеди и така натака. Во мојот пример не беше така, кај татко ми, затоа што татко ми ги знаеше тие работи, татко ми секогаш инвестираше и ми учеше да инвестирам. И така јас сега ги учам сите да инвестираат. Јас правам и курсеви 2 пати годишно за инвестирање, за криптовалути. Така да секој еден човек мора да разбере дека мора да инвестира. Сега имаме причина плюс зошто мора да инвестираме сега во ова доба на живење. Зошто? Затоа што економијата има 4 фази. Значи има економски бум, после има рецесија, каде што паѓа економијата, после ако таа рецесија трае подолго, настанува веќе депресија, буквално во економски смисла на зборот, тоа во економијата го има, и после тоа закрепнување. И повторно се врати циклусот, па пак закрепнување, бум, пад и така натака. Економијата работи во едноставен циклус, како што имаме пролет, лето, есен, зима. Значи, така и економијата работи. Што е овде многу битно инвестирањето да се разбере? Дека, како што рековме, фиат валутите си има своја намена, за да купиш одредени работи да размениш, но не да ги штедиш. Ако сакаш тоа што го имаш, без разлика колку е, дали е малку, дали е многу, ако сакаш да го презервираш или да направиш нешто повеќе од тоа, мора да инвестираш. Дали си ти физичко лице, дали си фирма, без разлика. Тој мајндсет гледам во последнија години се подобрува, но меѓутоа сакав да дојдам до главниот заклучок зошто е круцијално да се инвестира. Поради ова што го зборувавме, што ти зборнав пред малку за циклусот што се повторува, ние знаеме дека секоја година парата, односно фиат валутите се помалку вредат. Токму поради ова што го спомнав пред малку. И токму поради тоа луѓето морат да инвестираат. Но зошто е круцијално сега? Затоа што сега долговите на државите одат до бескрајно многу, имаме рекордно задолжување. Таа линија драстично се качува после корона кризата, вештачката криза што беше наметната. Едноставно, што се случува сега? Додека кога има инфлација, луѓето знаат, запознаени се, ќе им кажат на медија, имате инфлација, ќе видат во продавница, се качиле цените, така. Но меѓутоа тоа што најголем дел луѓе не го гледаат е девалвација на фиат валутите. Девалвација каде што вредноста продолжува да опаѓа, но меѓутоа привремено гледаме една стабилизација на цени и луѓето ќе речат: окей, добро, помени инфлацијата, окей. Не е окей, затоа што парата, односно фиат валутата, вредноста продолжува да паѓа. И тука, поради овие работи што и кажав, ако ти чуваш заштеда во кеш, значи ти губиш. Ти губиш. Имаш 10% на инфлација, 10% на девалвација, просек сума сумару од 10 до 20% губиш годишно, ако чуваш во денари. Ако чуваш во посилна посилна валута, како долар, губиш 10%, 12%. Ако имаш, пример, фиат валута од Зимбабве, најверојатно милиони проценти во загуба би бил. Сега, кога ќе се разбере тоа дека фиат валутата вредноста паѓа, треба да се свати дека треба да се инвестира. Сега, каков тип на инвестиција? Има повеќе видови на инвестиција, тоа зависи од тој сам инвеститор, фирма, корпорација, како ќе одлучат тие или тој, како тие би одлучиле, односно некој сака да оди на поризични инвестиции, некој сака да оди на поконзервативни инвестиции, така да тоа е веќе преференс, значи одлика кој како сака, но меѓутоа факт е дека треба да се инвестира. Се надевам дека добро го заокруживме ова. Супер. Прашањето. Сепак,
Сега ти започнуваш со криптоиндустријата од 2000 заклучна 17 година, од 2015, 16, 17 започнуваш. Почнуваш да инвестираш, за тебе како доаѓа до моментот да почнуваш веќе да работиш со клиенти, со туги средства на некој начин, со портфолија? Така. Прво, јас почнав од 2016 со едукација. Јас прво почнав со едукација. Не ставив ниту еден денар пред да научам што е блокчейн. Прв пат кога научив што е блокчейн, искрено ти кажам, се радував неколку месеци како мало дете. Затоа што видов светлина во црн тунел. Блокчейн технологијата е револуционарна технологија. Многу луѓе не се свесни, но меѓутоа факт е дека се што го знаеме денес, се што постои, ќе биде регистрирано на блокчейн. Така да ние сме во таа трансформација на почетоците. Како што ти кажав, мојот пристап е прво учење. Мене ми помогна во овој процес, во овој пат кај криптото, многу ми помогна мојата преходна едукација, затоа што како што нели изборувавме и ти кажав, јас од 2003 година инвестирам. Горе долу тие работи кога се инвестира, што треба да се пратат. Техничката анализа е подеднакво иста, без разлика за кој чарт станува збор, дали е комодитет, дали е некоја акција или криптовалута, без разлика. Така да имав таа подкованост тука, но исто затоа што јас сум љубител на технологијата, исто така имав некои преходни знаења за ова што го зборувавме пред малку за Cyberpunks, за нивните обиди. Отприлика знаев што сака тие да постигнат, така да тие веќе почетни ги имав јас познавање што ми помогна за полесно да навлезам во материјата. И како што ти кажав, од кога веќе научив што е блокчейн, после почнав да изучувам што конкретно прави секоја криптовалута, да видам што е разликата меѓу нив. Исто така посетував доста онлайн курсеви, посетував академии онлайн за криптовалути и тоа исто така ми помогна и секако една од најдобрите книги што се за криптоиндустријата, апсолутно. И тоа учење што сум го почнал во 2016 уште е за мене. Секојдневно учам. Никогаш не престанав со учење затоа што ова е технологија што е децентрализирана, секој од секаде може да даде свој придонес во таа технологија и секој од секаде може да го користи тоа. И токму поради тоа, затоа што е отворен извор на информации, може постојано, константно се надополнува и се надоградува. И постојано има нови работи што се случуваат во криптоиндустријата. И така да, таа е нешто, би рекол, наука што нема крај. Секогаш има нови работи како што оди технологијата напред. Кога започна со клиенти, со работа Да, со туги? тоа сакав да дојдам. Веќе кога знаев дека многу добро е познавам материјата, тоа беше некаде 2020 година, имаше многу првично пријатели мои и колеги што почнува, знаеш, ќе зборнеш, ќе побара совет, ќе му кажам, ќе испадне дека тој совет добро испаднал и така натака. И едноставно така почнав, сосема случајно. Не беше нешто што јас го планирав, сега ова ќе работам дефинитивно. Едноставно јас почнав да учам од љубов према криптоиндустријата и едноставно сакав да ја научам и сакав да бидам добар во инвестирањето. И затоа така навлегов. Тоа што почнав да менаџирам портфолија, тоа беше сосема случајно, излезе, али тоа сакав исто да напоменам. Јас не тргувам со туѓи средства. Што правам јас? Јас само давам совети. Пример сега, ти сакаш да инвестираш 20.000 евро.
јас тебе прво нешто што ги прашувам моите клиенти, кој е твојата кој ризик можеш ти да го сносиш? Значи, дали си ти конзервативен, дали Колку си си спремен да агресивен? изгубиш едноставно, така? Па не е така, затоа што инвестирање многу е погрешно кога ќе рече некој колку си спремен да изгубиш. Тоа е многу погрешен збор, често гледам дека многу го користат. Ако инвестираш правилно, тоа што зборувавме на почетокот, не е возможно да изгубиш. Губење има само ако не инвестираш, ако шпекулираш и ако се коцкаш, можеш да изгубиш. Ако инвестираш, не можеш да изгубиш. Сега нормално има флуктуација во книгата, во самата цена на криптовалутите. Тоа е доста волатилен пазар затоа што е релативно мал пазар. Но меѓутоа, ако ти моментално имаш нереализирана загуба, се додека не ги извадиш ти или не ги конвертираш во фиат валути, ти немаш загуба. Чи тоа мора прво да се разбере. За тоа како работам, значи како што ти реков, јас давам совети, како што ти реков, во зависност на клиентот, неговите барања, неговото разбирање исто така, се во договор, средствата секогаш се ке клиентите, јас не менаџирам со ничии средства, никогаш, тоа ми е принцип. Едноставно им давам совети, кога да купи, кога да продаде, зависи моментот, значи фазата на самиот маркет, како се одвива, во која фаза сме. Врз основа на тоа, така како што ги носам одлуките, едноставно само им давам дојава на тие што инвестираат. Ако пример да речеме имаме десетина различни криптовалути, кога се случува булран, обично тие имаат свој момент. Секоја криптовалута си има свој момент. Пример, во одреден момент може една криптовалута да оди 100 на 100, 120 на 100, па може да се случи друга криптовалута и да биде покасно или порано да се случи таа промена на цената, односно да оди нагоре. Така врз основа на тие работи на пазарот како што се движи, така се управува со портфолиото. Нема денски тргувања. Јас денско тргување имам пробано многу пати, уште кога се занимавав со берзи. Денско тргување за мене е како да најдам правилниот збор, денско тргување е пред се премногу напорно. Тоа е една работа. Втора работа, ова одговорно ти го тврдам, дека најуспешните трговци, без разлика дали се на берзи, на крипто, најуспешните трговци имаат 60% ефект на успешност. Најуспешните, мора да повторам. Сега не можеш ти со некој што си видел на јутубер или сега некој што продава курс за тргување и сега као наводно ти ќе научиш да тргуваш. Тука има многу елементи. Еве се ќе ти кажам еден пример за тргувањето. Ако гледаме ние еден чарт, идентичен чарт ако го гледаме, и јас да им го покажам на 5 души што тргуваат, што се трейдери, јас ти гарантирам дека од 5 души сите ќе имаат различно мислење за чартот. Одговорно ти го тврдам тоа. И исто така ти тврдам дека ако имаш пример што викаат bullish pattern или bearish pattern, каде што очекуваш пат, пример да речеме, може да се случи обратното. Немаш никаква гаранција. Токму поради тоа јас не тргувам денски. Зошто? Затоа што јас сум инвеститор и сите што сакаат да менаџираат портфолио со мене се инвеститори. Тие више решиле дека сакаат да бидат инвеститори, а не шпекулатори. И затоа не важи тоа правило дека да вложиш оно колку што можеш да изгубиш. Не. Моето мото е да вложиш оно колку што не можеш да дозволиш да пропуштиш. Да, тоа е мојот пристап, али тоа е само кога знаеш што правиш. И мора да имаш трпение во инвестирање, да знаеш што правиш или да имаш некој што знае што прави. Значи, тие се главни работи и тоа е начинот како јас соработувам со луѓе што и фирми, имам во Европа фирми што соработувале како со мене, како портфолио стратег, како надворешен соработник, тоа уште го правам, го работам,
понатака која би имало регулации, тука ќе можам да го правам со фирми, дури и со пензиски фондови и осигурителни фирми, тоа веќе го прават во Западот. А ние каде сме? Ние Регулацијата сме- во Македонија каде е? На Сега ова криптото. друго прашање ова се регулациите. Ние генерално во крипто светот сме на опашката во светот. Најдобро кажано, од 200 земји, само 30 на земји нема никакви регулации, ние сме тука. Ние сме од тие 30 на земји што нема никакви регулации. Значи, за инвестирањето се надевам дека им разјаснивме на сите. Значи, тоа е мојот пристап, тоа е тој начин и како се менаџира одредено портфолио. И затоа нема тука пораз, нема неуспех, нема губење на пари. Јас кога менаџирам, нема губење на пари. Ти настапуваш консултантски така. Точно така. Значи, прашање е на време кога и колку ќе профитира клиентот со мене, а не дали ќе изгуби. Нема загуба кај мене, затоа што нема коцка кај мене. Мојот пристап е поинаков. И јас тоа го опишав многу добро во книгата. Мојот пристап е опишан буквално во книгата. Тоа се вика фундаментална анализа. Фундаментална анализа правам и на акции, пред да одлучам што да вложам, или за мои клиенти, и исто така за крипто. Исто постои фундаментална анализа. Сега, начинот како се одредува е различен кај крипто. И тоа сето тоа добро објаснато во оваа книга. За кого е книгата? За кого е наменета? Кој би требало? Каде може да се најде? Книгата може да се најде во сите книжарници на литература во Македонија и исто така во Smart Exchange менувачниците во Скопје, 2 менувачници таму има, исто и во Гевгелија има представништво, што може и таму да се најде. Генерално во тие места и може исто така онлайн може да се порача од официјалната веб страна што работам tokenpaddock.com. Така. И за само сакам За да се кого надоврзам. е, кој треба? За кој е наменета? Да. За секој што сака да учи. Затоа што затоа е пишано фундаменти на криптоиндустријата. За некој што прв пат ќе ги прочита тие термини, ќе најде технички работи, ова книга ќе треба да ја препрочита 2-3 пати за да ја разбере. Некој што веќе има некое техничко познавање, ќе му биде многу полесно испрва да ја прочита. Или пак некој што има искуство со инвестирање, со финансии, ќе може тој дел да го разбере, затоа што криптовалутите уствари се симбиоза на финансии и технологија. Таа е базата на криптосветот, на криптоиндустријата. И така да оваа книга е наменета од почетник па се до некој што сака да се надогради во своето знаење за да може понатака веќе да оди на повисоко ниво на образование. Така. Сега, колку е веродостојна техничката анализа од аспект на берза се темелиме на точни информации? Пример, што би се случило, каква е економијата во светот и слично, кои компании, каде се, во криптото се е некако повеќе на шпекулантство и всушност колку треба да им се верува на тие чартови или на тие анализи, технички анализи. Каква е техничката анализа на берза, каква е во криптосвет? Техничката анализа, како техничка анализа, ќе ти сугерира, ако е идентична, чартот ако е идентичен, ќе ти сугерира на идентична работа. Тука не можеме тоа, ништо, тука нема никаква разлика во техничката анализа. Разликата е во фундаментална анализа. Како прво, 95% би рекол од инвеститорите во крипто и шпекулаторите во крипто не ни знаат дека има фундаментална анализа на криптовалути. Дури и тие што им продаваат некакви си курсеви не знаат што е фундаментална анализа. Јас ти гарантирам дека да ги прашаш како се прави фундаментална анализа на криптовалута, они не знаат да ти кажат. Така да, проблемот е, како што реков, многу има шпекулатори, многу има лажни и полувистинити информации во во алтернативната медија, а во мејнстримот се напаѓа. И тука е проблемот и затоа го гледаме, кога погледнеме пример чартот на топ 100 криптовалути, гледаш дека 20 има меме токен. Што ти кажува тоа? Дека луѓето генерално во светот што инвестираат во крипто се неписмени.
Неписмени се. Писмен човек што учел за криптовалути никогаш нема да вложи во меме токен. Меме токен е чиста шпекулација. Јас на тие што ме прашува што мислиш за меме токен, јас им кажувам да не си губиш времето, ако сакаш да се коцкаш, оди си во казино, фрли си на рулет. Човек. Како човек, направи си ја работата, заврши си ја работата, оди си дома. Многу едноставно. Господи. Да. А ако сакаш да бидеш инвеститор, тогаш можеш ова книга да ја прочиташ и други книги, за тие што знаат англиски може да најдат исто и други книги. Сега ова морам да го кажам, не дека ова е сега моја книга, али морам да прецизирам, пошто јас имам прочитано многу книги за криптовалути. Проблемот што е кај тие другите? Кај да прочиташ, да, ќе ти даде квалитетна информација, пример Bitcoin стандард, феноменална книга. Феноменална книга. Да, ме учи за монетарниот систем, ми учи за биткоин, ама не ми кажува за другиве крипто што се случува. Пример. Одиш во друга книга каде што ти кажува чартови, како да гледаш тие работи, не ти кажува за фундаментална анализа. Значи, сето тоа е исцепкано. И фактички, јас како што сум правил, јас сум барал, сум црпел информација. Од тука информација за тоа, на различни места. Сега јас тоа го склопив на едно место во оваа книга. На едно место го склопив, за да може секој еден да ги разбере сите тие фундаменти на криптоиндустријата и за да може да донесе полесно одлуки за инвестирање. Се интересното овде е зошто луѓето не дискутираат повеќе за криптото како индустрија, како начин на плаќање и слично. Туку биткоинот го испоистоветуваат како крипто. Кое што произлегува од крипто, тоа е апсолутно, но сепак кога се мисли на крипто, секогаш се веле и во мејнстрим медиите биткоинот. Океј, луѓе, има и други крипто. Зошто никој не сака да ги зачне тие теми, колку повеќе други валути има, што значат тие валути, дека, океј, водечки е биткоинот, но сепак има Етериум, кој што има друг екосистем, друга цел, друга намена. Така. Прво и основно да се разбере, биткоин е локомотивата на возот, наречен крипто пазар. Се додека локомотивата влече, ќе се движат и вагоните. Ако локомотивата застане, тоа значи дека цел воз ќе застане. Значи, Bitcoin is the big daddy. Тоа е главниот. Сега, зошто е главен? Има многу луѓе што сакаат да шпекулираат или да изиграваат експерти. Велат дека порано имаше една идеја дека кога ќе се случи Ethereum flipping, тоа значи кога Ethereum ќе опремине биткоин во маркет капитализација. Јас уште тогаш имав расправија на Twitter со таквите луѓе и кажав дека никој никогаш нема да престигне биткоин. И тоа и овде ќе го кажам и сум го кажал, никој никогаш, ни една друга криптовалута никогаш нема да опомине биткоин. Зошто? Затоа што прво треба да се разбере дека биткоин е многу различен од сите други криптовалути. И сега прашањето зошто? Затоа што тоа ти е споредба како да споредуваме, пример, од една страна злато како комодитет и од друга страна имаме берза на акции. Криптовалутите сите, освен биткоин, сите функционираат на некој тип како берза на акции. Зошто го велам ова? Затоа што за секој еден проект, зборувам сега за нормалните проекти, ги сфрлам меме токените во ова што зборувам, сите има некој што работи во позадина, има тим. Успехот на таа криптовалута зависи од луѓето што се во позадина и што работа на тоа. Што значи, пример сега правам муабет, ако Чарлз Хоскинсон го снема, неверојатно и Кардано може би успехот ќе се заниша. Може би ќе продолжи, не велам не. Ова го кажам како пример сега да не ме свати некој што е најувач на Кардано, јас го сакам Кардано. Оти тука не сакам да бидам фатен за тие. Така да, значи што сакам да кажам,
тие во голема мера зависат од некои ентитети, фирми, луѓе. Биткоин не зависи од никој. Биткоин е систем што функционира сам од себе. И прашањето е само дали ти сакаш да се приклучиш или не. Се исто. Биткоин ќе постои и без тебе, и без мене, и без секого може да постои. Тоа е прва работа. Втора работа, единствена монетарна политика, сега малку економија. Што е тоа? Тоа се вика токеномија. Објаснето е во книгата. Токеномија, тоа значи економија на токените, односно на криптовалутите. Секоја криптовалута има своја економија на токените, на криптовалутите, народски вака да се разбериме. И кај сите може да биде променета таа економија на токените. Кај биткоин не може никој да осмени тоа. Технички, за да се случи тоа, треба мајнерите да речат сега ние сега се согласуваме да се испуштаат повеќе биткоини, ама тоа треба 51% од мајнерите во светот да се согласат. Не можеш да ги Тоа собереш. теоретски возможно, но практично не е возможно. И исто така, за да го објаснам биткоин зошто е различен. Биткоин е симбиоза на 5 елементи. Тие 5 елементи се прво енергија, затоа што биткоин влечи и користи енергија за осигурување на мрежата. Тоа е многу битно. Економија без енергија е непостоечка економија. Тоа е прва работа. Втора работа, технологија. Блокчейн технологијата е пронајдок на биткоин блокчейн мрежата. Тие што го направија тоа, тие направија таа технологија. Па после другите само копира и правеа многу полоши копии, се обидува и така натака. Значи технологија, тоа е вториот елемент. Третиот елемент, економија. Зошто? Затоа што имаме ние луѓе во Венецуела, во Либан, во земји Зимбабве, во Африка пола, во Нигер, каде што економиите таму се буквално уништени и единствена сламка за спас на тие луѓе е биткоин. Да има делче од тоа биткоин, за да може да зачува нешто од тоа што го мако трпно го сработиле и го извадиле, го заработиле. Значи економија. И исто така математика. Зошто математика? Затоа што, како што кажав, точно е утврдено колку биткоини ќе постојат. Ќе постојат само 21 милион. И тоа не може никој да го смени. Теоретски постои можност, но меѓутоа практично, како што зборнавме, не постои таа можност. Тоа ти дава гаранција дека нештото што го земаш е ретко и кога станува ретко, тогаш е повредно. А поборувачката, како што гледаме од почетокот до денес, само постојано се зголемува таа поборувачка. И тоа е гарантор дека цената на биткоин ќе оди нагоре, поради таа математика. Таа е утврдена математика во самиот блокчейн систем, во самиот протокол, вградена и искодирана. И крајниот дел, елемент, петиот елемент е имот. Зошто ова го зборувам? Овие што се old school би рекол, луѓето и што не ги разбираат овие технологии ќе кажат еве јас вложив во стан, еве го станот мој, еве куќата и така натака. Еве пример во Лос Анџелес сега изгореа тие куќи, изгореа становите. Сигурен сум дека осигурителните компании нема баш 100% да ги надокнадат тие загуби. Но меѓутоа има во светот и кај нас се случува и секаде се случува на некој, не дај Боже му се случува нешто да го изгуби својот имот. Може би тоа да биде наредба од владата. Ако сега, пример, владата донесе законско решение, акт законски и изгласа, што не би било проблем да кренат раце повеќето пратеници, и сега да речеме тие донеса закон дека не смееме да поседуваме имот. И тие може да го одземат. Тоа му го направиле на дедо ми мој. Му одзеле нивје, порано, значи, хектари земја му одзеле комунистите, затоа што тие сметале дека тоа треба да биде на државата.
Се е наше. Да, и му го зеле, не можеме да го вратиме, на многу луѓе тоа им се случи. Која е гаранција дека утре нема да ни се случи нас? Никој не може да ти гарантира. Никој не може да ти гарантира. Значи имотот може да ти го одземат. Ако имаш злато физичко, што дефинитивно е добро да го има секој, злато, сребро, може некој да дојде да ти го украде. Пример. Ако имаш акции, може поради X причина да те блокираат, да ти ја блокираат сметката на банка и со тоа да ти ги блокираат твоите акции што ги имаш, ETF, било што, фондови што си инвестирал, сето може само во еден миг да биде блокирано. И фактички, технички ти не поседуваш ништо. Прв пат во историјата на човештвото, луѓето имаат можност со биткоин да поседуваат нешто. И затоа има таа пета карактеристика, елемент што кажав, имот. И кога ќе изаеме сите овие работи, специфичности на биткоин и зошто е различен и посебен, ќе видиме дека ниедна друга криптовалута ова не го гарантира и не може да го гарантира. Секој кој што мисли поинаку, јас би сакал можеме и да дебатираме, да му докажам дека не може така. Сега кога одиме веќе во другиот дел, биткоин и се друго, овие вагоните што кажав пред малку. Кај нив има главни класификации кај криптото, веќе кај другите се зборуваме, и врз основа на тоа што прават, која е нивната дејност, со фундаментална анализа можеме да оцениме кој добар проект, добра криптовалута за инвестирање, што може евентуално понатака да ни даде силен поврат. Накратко ја веќе ги спомнам и тоа, класификации, три главни класификации, тоа се платежни криптовалути, што тие се створени и направени за плаќање. Еве пример ќе набројам: Litecoin, Dash Pay, XRP, Dogecoin, моментално е платежна валута, не е меме токен, на многу луѓе тоа да им го прецизирам, затоа што има свој блокчейн. Значи тие се payment криптокуренси. Значи нивната главна работа е трансакција да се направи, вредност да се префрли од една од друга страна. После револуцијата што ја направи Ethereum во 2017 со носење на паметни договори, тоа се вика платформи за паметни договори. Значи во тој сектор има криптовалути што имаат своја блокчейн мрежа, свој екосистем. Ethereum го почна прв тоа, беше пионир во тоа, затоа Ethereum е втор на листата на маркет капитализација. Не е случајно. И третиот вид на криптовалути се криптовалути што произлегуваат од одредени апликации или протоколи, што се изградени веќе на постоечки блокчейн мрежи. Пример, ако имаме DeFi платформа изградена на Ethereum, може да си има свој токен. Фактички тоа е вид на апликација или протокол што постои на самата блокчейн мрежа и има своја криптовалута. Значи тие се главните класификации кај криптовалутите. И тие имаат свој многу подкласи, за да се разбере кој што прави, која е функцијата, и сето тоа кога би се учело, кога би се разбрало, тогаш ќе имаме посигурни и по-добро информирани одлуки што би инвестирале. Се надевам дека добро ги разграничивме овие работи, биткоин и другите. И да не сме ги разбрали од провеќе, имаме шанса да го вратиме подкастот поназад. Сега интересното е што во кои криптовалути, од кои криптовалути се состои твоето портфолио? Не би можел да ги откријам сите, но меѓутоа можам да кажам дека биткоин секако е најголемиот дел од моето портфолио. Го купив на многу поевтина цена, затоа што едноставно биткоин секој еден ќе го плати и секој еден ќе го купи, ќе земе делче од биткоин. Тоа сум сигурен во иднината. Но меѓутоа секој ќе го плати на цената што заслужува да го плати. Затоа што колку порано го научиш, толку поевтино ќе го платиш. Колку покасно го учиш, толку поскапо ќе го платиш.
Така да биткоин е најголемиот дел од моето портфолио. Од другите криптовалути, моментално, искрено, и тоа сум го споделил многу пати јавно, Polkadot е една од најголемите мои позиции. Зборувам се што е настрана од биткоин за криптовалути, затоа што Polkadot донесе иновација со самата појава и се уште работат на многу иновативни апдејти на мрежата, промена на мрежата, што едноставно буквално нема никаква конкуренција. Но меѓутоа, тоа во мејнстримот оди кога веќе ќе се оствари и кога веќе цената ќе замине нагоре, тогаш мејнстримот ќе почне да зборува за Polkadot. Значи, памти ми го зборов, за Polkadot ќе почне да се зборува кога ќе биде некаде околу $25 до 50 во тој рендж, може да достигне од таму до таму, има многу фактори, затоа го кажувам тоа. Тогаш веќе ќе се зборува во мејнстрим и тогаш почесто ќе го купуваат. Еве пример, јас во минатото ја спомнував Solana, ја препорачував јавно да ја купат луѓето. Цената кога јас се препорачував беше $8. Истото се повтори во 2022, конкретно за Solana, кога имаше голем пад во 2022 со пропаѓањето на FTX. И тогаш се препорачував. Но, како што кажав, за сите овие работи, за некој да биде успешен во инвестирање, мора да следи фундаментална анализа, мора да прави анализи и така да донесе поинформирани одлуки за инвестициите и со тоа тие инвестиции да бидат поуспешни. Тоа е мојот пристап, секогаш бил мојот пристап таков и сметам дека секој еден, ако би го користел тој пристап, може да дојде да открие нови проекти, криптовалути што може да дадат голем поврат. И тоа е победува теоријата дека треба само да бркаме меме токени, да шпекулираме за да биеме, не знам, големи профити, тоа може и без тоа. Нема потреба да шпекулација, затоа што со шпекулација големи се шансите да се изгубат парите, тоа што е вложено. Но кога се прави на овој начин, во тој случај можноста загуба е скоро непостојачка. Од каде толку оптимизмот за Polkadot? Да, одлично прашање. Ќе се обидам во најкратки црти да го објаснам, затоа што има тука многу технички понатоци, но меѓутоа ќе се обидам во наједноставен начин да го опишам Polkadot. Секоја блокчейн мрежа е монолитна. Што значи тоа? Тоа значи дека секоја блокчейн мрежа е изолирана од другите блокчейн мрежи. Сите работат изолирано. Изолирани се, потполно изолирани се. Единствено нешто што нив им дава можност да комуницираат меѓу себе, се вика мостење или bridging, што го викат на англиски. Преку тоа мостување меѓу нив може да се префрлат одредени средства. Но меѓутоа кога иде end user, значи корисникот на крајот, кој ќе дојде за да го користи сето тоа, има конфузија, има проблем и фактички треба да користиш различни дигитални паричници, за да можеш да дојдеш до различни платформи, што се на други мрежи. Пример, ако имаш од Solana паричник и ако сакаш да користиш нивни платформи, не ќе можеш на Ethereum или некои други што се на некои трети мрежи, на SUI, пример да речеме, пример. Значи, тука е тој главен проблем што сите блокчейн мрежи се соочуваат. Тоа е еден проблем што се соочува најголем. Втор проблем што се соочува сите блокчейн мрежи е кога има наплив на повеќе трансакции и повеќе користење на мрежата. И тоаш доаѓа до како што беше запирање на мрежата, како што се случи неколку пати кај Solana, или како кај Ethereum, тие надоместоци за трансакции, transactions fees, порасна од $2-3 до 50-200 $1,000 се случуваше дури за една трансакција. Најпросто кажам, значи тоа е како една, да речеме, цевка и на таа цевка се знае во одредена големина
колку капацитет може да помине на таа цевка, значи не можеш ти да ставиш голем капацитет. Истото се случува и во овие блокчейн мрежи. И тие фактички доаѓаат до стагнирање на мрежата или премногу скапо станува користењето во тој момент. И сега, кога гледаме дека во иднината, сега имаме некаде од приближно 600 милиони луѓе што имаат криптовалути. Од тие 600 милиони луѓе, 100 милиони луѓе користат Web3, влагаат и ги користат блокчейн мрежите внатре во нивните апликации, протоколи и така натака. Другиве, поголемиот дел одат само на централни минувачници како Binance, ќе направат swap и толку, и едноставно немаат контакт со блокчейн мрежата. Но меѓутоа, овој дел каде што се користи редовно блокчейн мрежата, тие што ја користат, таа бројка ќе расте. И проблемот што сите блокчейн мрежи, јас одговорно како криптоексперт ви гарантирам дека ниедна блокчейн мрежа, освен Polkadot и Kusama, не може да обслужи 1 милиарда луѓе. Пример. Не може. Го нема тој капацитет. Ќе дојде до проблеми. И тука фактички имаме една фрагментација. Поделување тука иде. Сега факт е дека во иднината ќе биде мултичейн, ќе има повеќе блокчейн мрежи, но Polkadot нуди поинакво решение. Значи го решава овој проблем со изолираност, што зборувавме, го решава проблемот со наплив на повеќе трансакции и корисници, и сето тоа на многу иновативен и елегантен начин. Најпросто кажано, што прави Polkadot? Polkadot е блокчейн за блокчейн мрежи. Значи, таа е основата и други блокчейн мрежи да можат да се додаваат на Polkadot. Матицата. Да. Значи, тој пристап е сосема различен. Затоа Polkadot, јас го пишав во книгата, е трета генерација на блокчейн мрежи. Значи, таа е последната генерација. Прва генерација е Bitcoin, каде што имаш само payment, само плаќање трансакции, тоа е се. После иде Ethereum, каде што прв пат ги вметнува паметните договори. Човекот што тоа го направи и во Ethereum се вика Gavin Wood. Тоа е истиот човек што е фаундер, основач на Polkadot и на Kusama. Истиот човек е тој. Моментално можам да кажам, одговорно да кажам дека тој е можеби најкомплетниот човек во криптоиндустријата, како човек што се занимава со програмирање, затоа што тој е доктор на науки за програмирање. Ги користи иновативни работи. Еве сега, тој излезе од Ethereum за да го направи Polkadot, затоа што тоа што сакаше крајно да го направи со Ethereum не успеа таму, затоа што тие другите не се согласува за такви промени и затоа тој се тргна настрана и го направи, го креира Polkadot и Kusama. И главната карактеристика што сакав да кажам, кај Polkadot така е направен на тој начин што истовремено е решава блокчейн трилемата. Прво е решава ова изолираност, значи им дава на сите блокчейн мрежи што би се поврзале на Polkadot или што се е моментално има околу 50 блокчейн мрежи на Polkadot. Може да постојат моментално како што стои, може да постојат до 100 блокчейн мрежи. Идејата е да се оди и до илјадници блокчейн мрежи, најверојатно со 300, сега со новиот апдейт и понатака може и тоа да се проширува. И поентата што е тука, тие сите мрежи што се прикачени на Polkadot, тие можат без проблем да комуницираат една со друга. Секоја мрежа може да ги споделува податоците во другата мрежа и обратно, и така да тука веќе има кохезија, нема изолираност. Тоа е проблем се решава. Тој со трансакции што кажував, проблемот. Polkadot е така направен, колку повеќе трансакции има, толку побрзо станува мрежата. Тотално различно од сите што постојат. Наместо да се успори, се убрзува. И трансакцијата е секогаш иста. И тоа исто така за блокчейн трилемата, накратко да кажем, тоа е нешто што дилема што секој програмер се соочува кога прави блокчейн мрежа, затоа што блокчейн трилемата е од три елементи: брзина,
Децентрализираност, сигурност. Еве пример, сакам да им објаснам на публиката. Пример, кога се правил биткоин, тие одлучиле дека сакаат децентрализираност и сигурност. Затоа основната мрежа на биткоин е спора. Кај Етериум, првичната идеја истоа беше децентрализираност, сигурност. Затоа Етериум е спор. Затоа има Layer 2, втори слоеви, за да му помогне на Етериум во тие трансакции. Тие така го решија тој проблемот, го решија во наводници, најдоа солуција како за да може да им понуди луѓето да имат и по-ефтини и побрзи трансакции со овие втори слоеви. Но меѓутоа, од денешна перспектива, ова што го прави Гевин Вуд, гледаме дека и тоа не е решение. Ако одиме пример како SUI мрежата, одлична мрежа, голем потенцијал, брза мрежа, но меѓутоа пак го има истиот проблем. Кога ќе дојде напливот на корисници, кога ќе дојдат 200-300 милиони, таа мрежа не ќе може да ги обслужи. Тоа е прв голем проблем технички, изолиране, не може да комуницира, затоа што SUI користи Move програмски јазик. Значи, како се делат тие според програмски јазик? Вака, сега не знам, не сакам да навлегувам многу технички, сакам пошироката публика да ме разбере. Сега во случајов покадот ги решава сите тие работи, таа блокчейн трилема и фактички ги дава сите три наеднаш, истовремено. И со новиот апдейт што треба се случи крајот на ова година и најверојатно најкасно почетокот на следната година, тогаш ќе видиме ние прв пат во историјата на блокчейн индустријата каде што одредена блокчейн мрежа ја решава ова блокчейн трилема. И сега што сакам на крајот да заклучам? Јас како инвеститор сум имал добри погодовци затоа што сум ја направил анализата, сум ја сработил работата, но ако сакаш да направиш вистински профит, мора да гледаш пред мнозинството што гледа, пред публиката што гледа. Џабе ти инвестираш во нешто што секој втори јутубер го зборува. Тука више тоа значи дека си касно во тоа. Треба во нешто што каде што мејнстримот уште го нема. Спие. Точно така, спие, го нема приметено тоа. Тука во секаков тип на инвестиции, тука е најбитната работа да бидеш пред другите инвеститори и колку си понапред, побрзо си го разбрал, толку поголема е можноста за профит. Во суштина ја објаснуваш сега ситуацијата со, како се викаше криптофилмот пред половина година што излезе Манки Не ми текнува со искрено. јутуберот, стример нешто. Интересно баш така. Тој најавува цело време ќе рипне, почнува маса народ да иде и вештачки го булиш му прават на коинот и на крајот од организацијата го тужат нешто од коинот. Интересен филм за финансии, баш за крипто. А на кој коин ти си направил најголем профит? Искрено да бидам на покадот. Не, се избирувам на Солана. Солана? На Солана, да. На Солана и на портфолија што беа на тие што инвестира преку мене. Солана дефинитивно беше на една од најуспешните. Исто така беше Arwave, доста беше успешен. SUI беше успешен затоа што SUI се инвестираше уште кога беше неколку центи. Други интересни што AGX тоа и јавно го кажав, предложив таа криптовалута пред 2022 мислам дека ја предложив. Имаше пута 20 скок. Тие што беа попаметни веќе излего. Сега веќе тој проект се спои со други проекти и направија своја друга криптовалута, заеднички ги здружија силите. Не постои сега таа криптовалута, таа е веќе во склоп со други. Така да има доста такви примери, но меѓутоа, како што кажав, мојот пристап е тој и до сега можам да кажам дека да, Солана е една од најуспешните инвестиции. Колку профитираше на Солана? Преку 900%. 900% од прилика 100.000 евра? Па сега не би сакал да прецизирам за суми. Над 100.000?
Па не би сакал да прецизирам, али доволно е да се заработи, да може да комотно се живее било каде. Така. А каде сме ние за таа крипторегулација во Македонија? Зошто е паметно да се направи? Дали е толку тешко да се уствари регулира? Не е ништо тешко ако се сака. Факт е дека сето тоа што треба да се направи како регулација не е нешто што може да се направи преку ноќ, затоа што треба организација, треба работни групи, зборувам сега за добри регулации, како правилно се прават, значи треба работни групи, треба разговор во јавноста, во парламентот треба експерти да зборуваат за тоа, да ги запознаат тие што треба да ги носат законите, да ги запознаат со технологијата. И исто така е многу битно каде владата сака да оди, во која насока сака да оди, дали има визија. Во најчест случај, недостаток на регулации е немање визија. Јас не ги обвинувам затоа што најголемиот дел од политичарите секаде во светот и кај нас немаат познавање за криптоиндустријата и не може да ја видат таа важност. Значи треба да го разбираш нештото за да можеш да ја видиш важноста во нештото. И тие не може да ја видат. Но веќе се појавуваат тие што се лидери како Најиб Букеле во Ел Салвадор, како Емиратите пример. Тие имаме одлични примери што значи добра регулација. Имаш прилив на нови инвеститори, имаш повеќе ликвидност и со тоа имаш побогата држава и подобро општество и побогати граѓани. Тоа може да биде вин-вин за сите ако се направат правилни регулации. Јас и за тоа конкретни предлози дадов тука за во Македонија. Знам дека ова влада ќе донесе регулации. Јас сум бил во неофицијални преговори и сум ги презентирал моите предлози на представници од владата. Сметам дека има интерес и се надевам дека што поскоро ќе почнеме со тој дел на регулација. Ако станува збор за регулација, еве, да најавам од кај тебе, ние веќе сме организирани и сме во процес на регистрација за блокчейн асоциација. Таа блокчейн асоциација има цел да им помогне и на државата и на приватни фирми за имплементација на блокчейн технологија и се што е пропратно со криптоиндустријата и нормално и тука спаѓа и едукација, консултации и така натака. И се надевам дека ќе придонесиме за кај нас тука во Македонија да се донесат добри регулации. Јас еднаш на едно моje интервјуа, пишано интервјуа на Република, конкретно ги пишав дел од моите предлози, што ги нудам. Но на крајот на денот одлуката треба да ја донесат тие што се на власт. Јас моje да понудам, тоа веќе неколку години јавно го кажувам дека нудам соработка, тоа би го направил апсолутно затоа што сакам да им помогнам на Македонија и знам што може ова сите ние да добиеме од ова, од добри регулации, можеме сите многу да добиеме. И се надевам дека тоа поскоро ќе дојде до тоа. Всушност, ние сме подготвени како држава или моменталната власт за дигитализација, добра дигитализација со регулација на крипто и слично? Знаеш како, имаме ние Министерство за дигитализација. На хартија ние сме подготвени, на хартија за дигитализација. Но меѓутоа на пракса не сме. Зошто? Затоа што прво најосновна работа, за најпрости работи ние треба да идеме да се подпишуваме, треба физички да бидеме, ни треба администрација, некој да го заврши од другата страна одредена работа и така натака. Тука уште не сме спремни како општество, но ако има малку поагресивен пристап, но меѓутоа да биде во добро за сите, од страна на властите, мислам дека тоа може за неколку години да се промени, а со тоа да бидеме сите во добивка и
Најпросто кажано, ако пример сега ние ставиме голем дел од јавните институции на блокчейн, или еве најпрост пример ќе спомнам што често се случува како проблем е катастарот. Ние сите проблеми во катастарот можеме да ги решиме преку ноќ со имплементација на блокчейн. Можеме да ги решиме многу проблеми што денес се соочуваме и тешко е да се решат, но меѓутоа може да се решат кога би се имплементирала блокчейн технологија, но меѓутоа за тоа да се случи потребна е едукација на тие што ги носат законите пред се, па после на администрацијата и на другите што би учествувале во тоа, и секако и на приватниот сектор. Значи пак гледаш, пак идеме до едукација, мора едукација за било што, вклучувајќи и за дигитализацијата. А зошто ние како држава немаме инвестиции во криптосветот? Да, затоа што тоа се поврзува со ова претходното прашање. За ние да имаме инвестиција, да инвестираме, пример, државата да инвестира во биткоин, нешто што јас повикувам од 2021 официјално на многу интервјуа. За тоа да го направи прво државата треба да го регулира, треба да каже што е. Значи треба да знаеме што е во законска рамка. Ние знаеме што е, но меѓутоа во законска рамка не постои ништо. Ние сме сива зона. Ние сме од 200 држави, 30 на држави што немаат регулација, Македонија. Ние сме таму. Се надевам дека ова поскоро ќе се смени и ќе се донесат прави регулации, но меѓутоа тоа е возможно само со консултација на луѓе што се и работат во таа област. Не може некој бирократ со правен факултет, пример сега правам муабет, да не ме свати некој погрешно, или медицина. Не може сега некој доктор да бараме ние регулации да ни помогне за криптовалути. Најпросто кажано, значи мора да се луѓе што ја разбираат таа проблематика и што ја разбираат технологијата и што можеме тука да направиме. Но меѓутоа сметам дека ова власт сега има интерес за тоа, за разлика од претходно, овие сега имаат интерес, сакаат да направат, и сметам дека одат полека, чекор по чекор, затоа што, како што кажав, сепак е ново за многу, и сметам дека има стравови за економскиот, за системот во Македонија, економскиот систем. Има стравови. Во кој смисла? Во смисла стравови од банките, дали нивната компетитивност ќе се намали, прво е тука. Има одредени групации што не сакаат никакви регулации, и има луѓе што сакаат, но меѓутоа не се сигурни што точно сакаат, затоа што не се 100% запознаени со темата. Поконзервативни, значи. Да, и сметам дека во Македонија ќе има промени, но меѓутоа ќе се случуваат побавно и поконзервативно. Сега, ако се направи како што треба да се направи, со консултација со нас, со луѓе ние што се занимаваме во тоа, да се направи една работна група, да се проверат сите тие работи, да се разгледаат детално сите тие поточки, затоа што сепак на цела ова регулација зависи од, сепак е малку, не е така едноставно и зависи од 3 министерства пред се. Зависи од Министерство на економија, зависи од Министерство на правда и финансии. И во случајов сега за дигитална трансформација министерството. Што значи кај нас во Македонија, како што е сега овој кабинет со ова ново министерство за дигитализација, за дигитална трансформација, мислам дека тие и Министерството за економија треба да ги носат главните заедно со Министерство за правда, затоа што треба законски акти да се изменат и така натака, што е имот, што не е имот, што е валута и така натака. Значи, тие се главните министерства што треба да ги носат овие промени. И може да се донесат, како што кажав, ако се прават јавни дебати, ако тоа се дискутира, ако се консултираат експерти во таа област, секако дека може да се донесат. И ние тоа ќе го направиме со блокчейн асоциацијата, ќе помогнеме доста и на државата и на приватни фирми како да имплементираат блокчейн технологија за да бидат поефективни, да имаат подобра заработувачка и да бидат повеќе компетитивни на
европско ниво. Берза или класична берза, традиционална, или крипто берза? Така. Што одбираш? Ако јас не можам да кажам екзактно тоа или тоа, сметам дека секако добро е да се инвестира. Секој има различни афинитети. Некој сака да игра по-конзервативно, во тој случај треба да оди со комодитети и со берза. Некој сака да игра по-конзервативно, се извинувам, поагресивно, тогаш дефинитивно ќе оди во акции што се во технолошки акции и во крипто индустријата. Прво е тоа разграничување. Нема што е право, што е криво. Нема тука правило што е право и што е криво. Правилото е едноставно, дека треба да се инвестира. Сега тоа си зависи од тој што ги инвестира парите или таа организација што ги инвестира парите. Зависи кое е нивното гледиште. Што одбираш ти? Јас, како што кажав на почетокот, 90% ја сум во крипто. Така да тоа е мојот избор. Многу мина што се во традиционалните финансии, во берзите, сме дискутирале на оваа тема и многу мина ме прашале зошто толку многу голем процент, сепак многу ризикуваш и така натака. Зошто би го правил тоа ако знаеш и за акции и сите тие работи? И ме прашале како можеш така да се трансформираш од едно во друго. Зошто јас го направив? Прво, јас сум поагресивен инвеститор кога правам инвестиции. Ако вложувам на акции, вложувам обично во технологија. Зошто? Затоа што сакам, ако одам на трка со коњи, секој сака да го има најбрзиот коњ. Во случај на инвестиции, криптото е најбрзиот коњ. Втор најбрз коњ е технолошки акции, технологија. И после сето тоа, на крај најспориот коњ е врзница. Пример. Но меѓутоа тој најспориот е најсигурен. И овој исто да речам, значи што сакам да кажам, зависи пак преференцата, афинитетите на тој што инвестира на крајот на денот или таа организација. Да. Али ако зборуваме, јас на пример има луѓе што се доста богати, управуваат со големи финанси. Во тој случај дефинитивно не можеш да одиш само во еден сектор или во една класа на финансиски средства, не можеш да одиш само во крипто. И глупаво ќе биде само да одиш во врзници. Значи, диверсификација, тоа е непишано правило кога станува збор за инвестиции, за организирање на едно инвестиционо портфолио. Јас имав ситуација каде што работев како надворешен консултант за креирање на такво портфолио на европски фирми и има луѓе, значи они имаат цел тим. Пример, сакам да кажам една споредба. Фирмата сака да вложи 20 милиони. Од тие 20 милиони, тие имаат одлучено дека, пример, пола ќе одат на по-конзервативно, делумно третина ќе чуваат во кеш, другото ќе одат на по-агресивно. Ме сваѓаш? Значи тие така одлучиле. И врз основа на тој сектор си барат тие експерти за тој сектор, ме сваѓаш? Значи тоа е најпрофесионалниот, најдобриот начин да се направи кога има диверсификација на сите области. Но меѓутоа, сепак, за џаме не рекле колку пари, толку музика. Сега, не можам јас да му препорачам на просечен човек што зема плата, да му го препорачам ова, затоа што ќе треба многу средства за тоа. Но меѓутоа, ако сакаш нешто да направиш понабрзина сега, тогаш би одел со крипто. И би препорачал крипто. И за почетник, секогаш го препорачувам биткоин. Немаш промашај тука. Едноставно немаш промашај. Без разлика кој е твојот бекграунд, твоето знаење, незнаење, најпроста инвестиција и најсигурна инвестиција ти е биткоин. За крипто или ако сакаш да одиш со комодитети, злато, сребро. Јас тоа многу пати сум го препорачувал. И на крајот на денот зависи од самиот инвеститор, на
што би преферила, али секако сите си имаат своја позитивна и негативна страна. Што би ги советувал сите оние кои што работат за плата, моментално не можат да си дозволат да инвестираат големи суми? Како да започнат, со која сума да започнат? Ајде сега не можеш конкретно да им кажеш, нели, инвестирај у биткоин. Мислам ти го и кажа тоа, секогаш е паметно за биткоин. Кажал, да. Но колкава сума да вложат, например 100% од платата, сепак тоа е нивно. Што би ги советувал, ајде, накратко да не ја тупам и јас многу. Така. Јас би ги советувал за тие што се со помалку примања, ако не се едуцирани на ова област и за нив истото важи, да купуваат биткоин, да купуваат злато, да купуваат сребро. Пример, еве, овај месец вложуваш, пример, волатилно е криптото. Еве сега колку е биткоин, 90.088, не знам, сега немам проверено. Купи овој месец 100 евра, неколку сатоши за 100 евра биткоин. Другиот месец купи преку берза, пример, злато, ETF. Или ако сакаш физичко, можеш да си купиш една монета, пример. Или сребро. Значи, на тој начин, тука немаш промашај. И на тоа прашањето сите, многу ми на мене ми рекле, знаеш, Дарко, јас имам толка плата, не можам да престигнам и таа. Најголемото, најбитното нешто што може човек да го има е мајндсетот, умот. Џабе ти имаш милиони ако немаш прав мајндсет. Ако имаш ти прав мајндсет и знаеш што е идејата, ти ако немаш пари ќе дојдеш до милионите. Значи тоа мора да се разбере. Втора работа, прави максимум од тоа што го имаш. Што значи тоа? Дали тебе ти е приоритет да одиш во кафана да си пиеш со другарчината, или ти е приоритет да инвестираш за себе си да се направиш побогат во иднината? Зошто се инвестира? Ти инвестираш денес за утре да станеш побогат. Значи ти си инвестираш во самиот себе за иднина. Ако тоа така се разбере, ќе се стави приоритет. Што е приоритет, што не е приоритет. Јас, истите тие што тврдат дека немаат пари, дека не можат да инвестираат, истите тие прават по 3-4 одмори во годината. Не го пропуштаат Јужниот Совет да го посетат на море. Соседа. Значи, едноставно мора да се направи дистинкција што е приоритет, што не е приоритет. Се додека тоа не решиме во главата, џабе и да имаме пари џабе. Ако го немаш тоа решено, мајндсетот џабе и парите велат парите прават пари, не. Размислувањето, начинот на размислување, мајндсетот прави пари. Тоа прави пари. Се друго се приказки дека парите прават пари. Не прават тие пари. Треба некој да менаџира, некој треба да мисли со тоа како ќе ги инвестира. Дали ќе инвестираш во некој бизнис што ќе ти носи приход, или имаш веќе бизнис, некој минимален кај што сакаш да окрениш па инвестираш во акции, во други финансиски инструменти и сакаш да го појачаш бизнисот. Или пример си гений како Майкл Сейлор, правиш од фирма што треба да пропадне, правиш фирма што во наредните години ќе биде дел од друштвото на Magnificent Seven. Значи, што правиш ти? Што е идејата? Значи, тие се главните работи ке луѓето што треба да ги разберат за да бидат успешни во инвестирање. И стартната позиција нека не даваат како изговор. Никогаш не треба да биде како изговор. Еве, јас само на ова конкретно ќе даваме еден мој личен пример. Јас кога ги купував првите мои биткоини, ги купував јас немав пари во кеш да ги платам, затоа што имам трошкови со син ми, имам обврски, одам на работа, зборувам на времето кој живеев во Швајцарија, кој купував тогаш првите биткоини. И едноставно, јас немав некој нешто да ми поклони, да ми рече, еве ти пари сега, инвестирај си, прави си што сакаш, знаеш. Значи, тоа морав сам да го направам, тој терен да го направам сам.
Како што ти кажав, преходно 21 година што инвестирав. Дел од платата секогаш ги ставав во акции. Што направи во тој момент кога купив биткоин? Имав BMW Cabrio M пакет 2011 година, тоа беше 2017 тогаш кога прв пат почнував веќе да купувам крипто. Првите мои криптовалути беше Ethereum на $130. И што направи јас кога купував биткоини кога почнав да купувам? Колата ја продадов, сите пари што ги зедов од колата тогаш, во тоа време, ги ставив во биткоини. Сите што ме познава, на сите што им кажав што сум направил, ме правеа будала. Вика, ти си луд, се коцкаш, како можеш да веруваш, ова не е сигурно, бла бла бла, истите приказки. Истите тие луѓе ден денеска се во Швајцарија и работа за плата. Јас сум независен до крајот на животот и засигурно обезбеден да си живеам еден нормален живот. Не имам за Ферари, за луксузирање, за Ламборџини. Не значи дека понатака нема да имам, но меѓутоа на крајот денот не е тоа битно. Битно е што ти е мајндсетот, што сакаш да постигнеш. Пример, во мојот случај, мене зошто ми е битно ова? Едноставно, јас си купувам леверидж, си ја купувам мојата слобода, затоа што моето време е најбитно. Единствено нешто што имаме сите заедничко, и јас и сите што не гледат, Елон Маск, знаеш што имаме заедничко? Што? Време. Сите имаме 24 часа. Што правиме со тие 24 часа? Дали гледаме турска серија, дали гледаме слики од некој што отишол на одмор и сака да презентира лажна слика на Инстаграм дека живее ваков или таков живот, оствари знаеме како живеат, или сакаме нешто да постигнеме во животот наш и да инвестираме за утре да станеме побогати. Тоа е клучот. Не е битно со колку пари. На крајот на денот, мајндсетот е. Мајндсетот е се. Фантастична порака за крај. Морам да ти кажам, ти благодарам за одвоеното време и за тоа што не почести да бидеш наш гостин. Се надевам секој ќе направиме втора епизода, веќе зборувавме кои ни се концептите и идеите за понатаму за Bizcast, така да ти благодарам пред се. Така, ми беше чест и задоволство што бев тука кај вас, навистина прекрасен подкаст. А вие продолжите да ги гледате епизодите на Bizcast и се гледаме во некоја наредна епизода со Дарко. Пријатно!